Денес продолжуваме со книгата на Ефесијаните, првата глава, и ќе се фокусираме само на 10-тиот стих. Прошлиот пат зборевме за 9-тиот. Денес ќе биде фокус од 10-тиот и може таму да свртите доколку имате Библија, да отворите на телефоните или книга. Ја ќе го прочитам уште еднаш стихот, Ефесијаните 1:10. од преводот на Константинов, за да ја спроведе кога ќе се исполнат времињата, за да соедини повторно во Христос се што е на небесата и се што е на земјата во Него. Мистеријата или тајната која зборевме во 9-тиот стих прошлиот пат, која Павле вика дека е откриена и ни е дадена, е тука дадена во 10-тиот стих. Божјата тајна или мистерија се открива, која извира од Божјото задоволство и радост. И овој 10-ти стих е уникатен во тоа што може да го сметаме како еден вид на сумација од книгата на Ефесијаните и е воедно и клучен стих во книгата. Стихот почнува со фразата «ис икономијан». Зборот «ис» е за или кон, икономијан може да се преведе како домакинство, администрација, диспензација, план, шема или уредување. Значи, овие две зборчиња може да ги земеме како за уредување на домакинство или економија на домашни работи, или како оркестрација, надзор или уредување на куќа. Целата создадена креација овде се гледа како еден тип на куќа, каде Бог води и управува со неа, администрира, оркестрира, движи се во таа куќа. Истата идеја се наоѓа исто во 2 Тимотеј 2:20, каде Павле вика: во голема куќа има не само златни и сребрени садови, туку и дрвени и земјани. Едните се за благородна, а другите за неблагородна употреба. Исто аналошки може да видиме не како управување со куќа, туку исто како управување со фамилија. Една голема фамилија која се состои од луѓе и ангели, или како свет кој има зона на луѓе и зона на ангели. Значи, таа е првата фраза од стихот за домакинството или администрацијата или уредувањето. Следната фраза се состои од зборовите плераматос и кајрон или кейрон. Целата фраза е плератоматос тон кајрон. Плероматос е етимолошки во пасивна конструкција и може да значи она што е пополнето или би се пополнило. А зборот кейрон е периоди, сезони или епохи. Значи е преведено како исполнувањето на времето, или може да го преведеме како пополнувањето на периодите, на сезоните и на епохите. Избори за време каде што епохите ќе достигнат исполнување или центар или вид на климакс. Исполнувањето на времињата е кога периодите на целата креација ќе достигнат целосно расцветување и кулминација. Значи, до сега што гледаме од овие две фрази? Гледаме дека одредено е на целата креација, на се што е создадено, кога ќе достигне кулминација, кога ќе достигне свое расцветување, или епохите кога ќе се пополнат и исполнат, ќе се случи нешто со оваа креација. И тоа е мистеријата која или тајната која е откриена, дека нешто ќе се случи со оваа креација кога ќе се исполнат времињата.
И одговорот е во продолжение на стихот. Следниот збор во стихот е соедини повторно. И овој збор е амалгам или соединение од два збора. Едниот збор е ана, другиот е кефалои осастај. Ана значи пак или повторно, и некои преводи ова зборче го испуштаат, а е клучно. А кефалои осастај има три значења кои меѓусебно се преклопуваат. Томас Гудвин ги листа овие значења во неговиот коментарот на овој стих. Првото значење е да се сумира, да се кондензира во резиме или да се наведе главната поента. И ова го гледаме на друго место во Новиот Завет, и ова е единственото место каде што е користен овој збор, и тоа е во Римјаните 13 глава, 9 стих, каде Павле пишува за заповедите и вика: бидејќи заповедите не прави прелюба, не убивај, не кради, не сведочи лажно, не барај туѓо, и секоја друга заповед се содржат во овие зборови: љуби го ближниот како самиот себе. Љубовта, ова е 10 стих, љубовта не му прави зло на ближниот, и така љубовта е исполнување на законот. И сега во 9 стих ова зборче се содржат е истиот збор, и значи да се сумираат, да се кондензираат или да се наведе главната поента. Сумацијата на заповедите се љуби го својот ближен како сам себе си. Значи таа е првото значење, е сумација, резиме на зборот. Второто значење е земено од Излез 5 глава, 18 стих од Септуагинтата, и значи собирање на посебни делови или бројки, аритметички, математички збир на бројки, на посебни делови. И третото значење е да се постави под една глава принц, господар или јавен репрезентативец се заедно. Интересното е што овој збор е во среден глас, рефлексивна форма, што значи дека подметот прави или се смета дека действува сам за себе или во своја корист. Тоа што го прави за своја корист и за себе. Значи, што е одредено да се случи со целата создадена креација? Што ќе се случи? Тоа што ќе се случи е Бог ќе соедини или ќе обедини се, видливо и невидливо, се во овој цел универзум под Христос. Бог ќе соедини сите видови на ангели и сите спасени избрани луѓе во Христос. Ќе донесе ред, хармонија, согласност и единство во Христос. И ова соединување или хармонија или ред што ќе дојде во универзумот, Бог ќе го направи за себе и за своја слава. И тоа го гледаме од рефлексираната форма на глаголот. И ова соединување или обединување на се е веќе отпочнато. Веќе е почнато со доаѓањето на Христос и со исполнувањето на неговото дело на спасението. Христос веќе почнува да го соединува и да соединува креацијата со себе. Христос е центарот, е главата, каде се наоѓа значение, цел и смисла. Коментаторот Франк Тилман вели, отворен цитат: организацијскиот принцип што го обединува целиот космос е логосот. Затворен цитат. Логосот е Христос. Бог со него носи ред, хармонија и обединување. Како што напоменав на почетокот, овој стих, 10 стих, е еден вид на сумација на целата книга на Ефесјаните. Например, во Ефесјаните 2, од 1 до 10, Павле зборува како Бог го обединува човекот со сам себе, како го спасува.
Ефесјаните 2 од 11 до 22 Бог го соединува човекот и човекот или групации на луѓе заедно. Во Ефесјаните 4:15 Исус е глава на црквата, целата црква е соедината во него, и Ефесјаните 1:22 тој е глава на сите работи. И ова соединување или обединување или ред или хармонија што опаќа по-конкретно, и ние сега ќе видиме 5 елементи што ова соединување или обединување на сите работи опаќа. Првиот елемент или вистина е Христос создава единство во човекот внатре, преку спасението. Втората е Христос носи единство меѓу човек и човек, или меѓу групи на луѓе. Христос носи единство во црквата, тоа е третата вистина. Четвртата е Христос носи единство во духовната креација и Христос носи единство во физичката креација. Сега сите овие 5 вистини или 5 елементи ќе ги разгледаме подетално. Почнеме со првиот. Христос носи или создава единство во човекот внатре. Човекот поради гревот е разделен, фрагментиран и поделен внатре. Тој не ја познава својата лева рака од својата десна рака. Не знае што сака. Сака еднаш нешто, после сака нешто друго. Копне е по нешто, а сепак не знае што е најдобро за него. Е расеан, е фрагментиран. Џон Калвин пишал отворен цитат: целиот живот на човекот, додека не се обрати во Христос, е разурнувачки лавиринт на талкања. Затворен цитат. Човекот еднаш постапува на еден начин, понатака постапува на друг начин. Не може да се разбере себе си. Се смета за добар, а сепак зло излегува од него кое го шокира. Во неговото срце владее конфузија, неред и хаос. Тој е роб на ѓаволот, на овој грешен свет и на неговиот грев. Ги следи неговите грешни страсти и пориви. Пасторот Ричард Бакстер од 17 век пишува, отворен цитат: ништо не може да се запознае правилно ако Бог не се запознае. Ниту изучување добро да биде управувано, ниту за некоја голема цел ако Бог не се изучува. Знаеме малку за суштеството, додека не го знаеме како тоа е поврзано со Создателот. Сите суштества означуваат ништо ако се одвоени од Бог. Затворен цитат. И сега во оваа конфузија, во овој хаос, во оваа темнина каде што човекот тоне, се подлабоко и се подлабоко секој ден, Христос доаѓа и носи единство, носи целина, носи обединување и исцеление духовно во човекот. Преку новата природа што Христос ја создава во човекот, му ја дава и се соединува со него, човекот ја наоѓа својата комплетност, својата целина и својата смисла во Христос. И доколку човекот го нема Христос и не е спасен, не е соединет со него сега, ниту па тој ќе биде соединет на крајот на времињата. Сите што го знаат Спасителот се тие што се сега соединети со Христос и ќе бидат ултимативно на крајот на времињата, но сите што не го знаат Спасителот нема да бидат соединети со Христос, туку ќе бидат фрлени во пеколот. Втората вистина е Христос носи единство меѓу човек и човек. Поради гревот, меѓу човекот и човекот владее и има непријателство и антагонизам. Иако човекот е една крв и едно тело, сите се поврзани и сите се една крв и сите се едно тело. Луѓето се однесуваат како да се различни и посебни. Има непријателство
меѓу човекот, и тоа непријателство се манифестира кон другите луѓе и се разгорува на најразлични начини или на најразлични средства. Како, например, етничка припадност. Има непријателство поради тоа. Расна поделба, социјални градации, општествени нивоа, човекот од која земја доаѓа, од каков јазик зборува, како изгледа и така натака. Откако Каин го убива својот брат Авел од завист, во светот има убиства, војни и пролевање на крв. Никогаш немало мир на земјата од тогаш. Секогаш има превирања, секогаш убиства, секогаш војни. Во 20 век човекот мислеше дека достигнал образовна, социјална и технолошка супериорност и кулминација. Имало автомобили, коли, авиони, возови, куњски апарати, високо образование и манири. Но сепак, само во 20 век се проценува дека околу 191 милион смртни случаи се случиле како резултат на светските војни и фашистичките, комунистичките и колонијалните режими. Тоа се речиси 200 Македонии биле избришани од картата на светот, од картата на човештвото. Во Првата светска војна загинале 16 милиона луѓе. Во Втората светска војна 85 милиона луѓе. Сталин во Советскиот сојуз елиминирал 20 милиона луѓе. Мао Цетунг во Кина 40 милиона луѓе. Можете ли да замислите 191 милион луѓе биле убиени во 20 век? Само во 20 век. Човекот денес живее во постојан страв и трепет и неизвестност. Постои страв од војна, страв од нуклеарна бомба, страв од масивно истребување. Човекот сака да се пресели на Марс, да оди по други планети. Зошто? Зошто се плаши дека некој лудак ќе фрли бомба и целото човештво ќе биде истребено. Човекот е во ужасна состојба. Се дави во егоцентричност, во себичност, во лудило и во насилство. Во срцата на човекот нема љубов. Иако луѓето се представуваат како добри, во нивното срце нема љубов. Туку има омраза, непријателство и гнев. И единственото решение за човештвото, за меѓучовечките односи, за групи на луѓе кои се во постојана војна и по постојан антагонизам е Христос. Христос е единственото решение за човештвото. Единствениот спасител. Тој доаѓа и преку крстот го елиминира ова непријателство. Овој зид, оваа бариера, овој антагонизам што е меѓу човекот го трга. Го заковува на крстот и создава мир. Ова непријателство е соборено во Христос. Тој е нашиот мир. Тој го обединува човекот. Не само евреи и неевреи, како две групи на луѓе, туку тој обединува и незнабожци и незнабожци заедно. Тој го обединува целото човештво заедно и на тој начин создава нова раса, ново човештво во црквата. И може ова да го видиме во нашиот контекст во Македонија. Во Христос, преку неговата сила, тој ги руши бариерите што се со нашите браќа во нашите соседи. Во Албанија, во Грција и Бугарија. Иако има антагонизам и непријателство и тензии, во Христос ние не се мразиме или презираме, туку се сакаме. Христос ја зима целата омраза, целото непријателство, целата горчиња. И сите ние стануваме едно со нив во Христос. Сите сме дел од неговата црква, кој тој ја откупи со неговата крв. Третата вистина, или третиот елемент, што вклучува ова соединување, е Христос носи единство колективно
во човекот. Значи, немаме само групации на луѓе кои се споени, кои се соединети, кои ги спуштаат оружјата и трчаат да се прегрнат од љубов. И тоа е црквата. Туку имаме колекција, множество на многу луѓе. Црквата е колекција, множество на спасени индивидуи. Не само на двајца, тројца, не само на 2-3 групации, туку на мноштво на луѓе, множество на личности, множество на народи. Црквата е колекција на луѓе од секое племе, од секоја раса, од секој народ. Павле вика во Галатјаните 3:28, нема веќе ни јудејци, ни елини, ни робови, ни слободни, нема ни машко, ни женско, сите вие сте едно во Христос. Црквата е Христовото тело, полнотата на оној кој исполнува се во се. Христос ја обединува црквата колективно. Тоа е главата, а таа е незиното тело. И како што Бог, спасението, крштевањето и повикот се едно, така црквата е едно. Црквата е повикана на единство. Позиционарно во Христос таа е една, но практично е повикана на единство. И тоа единство доаѓа преку две елементи. Правилно теолошко верување и разбирање, и вториот елемент е преку светост. Индивидуалните членови во црквата се стремат кон светост, се стремат кон живење на праведен и покорен живот кон Христос. И даровите кои им се дадени од Светиот Дух ги имплементираат во црквата за изградба на другите членови. Се даваат себе си за другите членови. Тие сите и сите заедно да дојдат до единство во Христос. Сме соединети со Христос, но бараме се повеќе и повеќе да се соединиме практично едни со други и со Него, да станеме едно. Четвртата вистина е Христос носи обединување во духовната креација. До сега видовме 3 вистини, 3 елементи. Христос носи обединување внатре во човекот, индивидуално. Христос носи обединување човек со човек и групации на луѓе, го трга непријателството и немирот. И Христос носи обединување во црквата заедно, која е колекција на множества и множества на луѓе и народи и племиња. Четвртата вистина е Христос носи обединување во духовната креација. И сега збориме под духовна креација за ангелите. По својство на фактот дека ангелите се создадени од Христос, од Бог, тие на некој начин се веќе обединети во Него. Но оваа врска, ова соединување е слабо и подложно на пат. Павле, например, во Галатјаните 1:8 вика, ако и ние самите, или па ангел од небото, ви проповеда нешто спротивно на она што ви го кажавме, нека биде проклет. Што значи може и ангел од небото да збори и да проповеда лага, да стане демон и да почне да проповеда лажно евангелие, друго евангелие, и да мами, да падне од својата позиција на светост. И тоа се случува и со ѓаволот, кој станува ѓавол, паѓа во грев и се одделува од оваа врска со Бог. Тој не само што паѓа во грев од гордост, туку зема со себе многу ангели кои стануваат демони. И сега ѓаволот и демоните се во војна, антагонизам и непријателство со Бог и со неговите ангели, со светите ангели. Има постојан немир, неред, нехармонија и конфузија во духовниот свет. И овој неред, нехармонија и конфузија ќе ескалира во војна.
И таа е опишано во Откровение 12 глава од 7 до 8 стих. Јован вика за војната во небото и вика настана војна на небото. Михаел и неговите ангели војуваа против змеот. Змеот е ѓаволот и неговите демони војуваа против нив. Но беа поразени и веќе не се најде место за нив на небото. Значи, ќе дојде време кога ѓаволот и неговите демони ќе бидат поразени и ќе бидат фрлени во пеколот за секогаш. И нема веќе повеќе да ги измамуваат народите. И тоа време ќе дојде по кулминација на времињата. Кога Исус ќе соедини со себе се, дури и светите добри ангели. И ова ќе биде второ соединување или обединување со Божиот Син и нема веќе да има можност за паѓање, бидејќи ќе бидат поставени во правилната конструкција во која беа создадени. Петата вистина е Христос носи обединување во физичката креација. Значи, не само што носи обединување во духовната креација, носи во целата физичка креација. Сега, моментално, се што гледаме во физичкиот свет, целата физичка креација е во тага. Обиткана е во жалост и во солзи. Гледаме трње и боцки, гледаме убивање меѓусебно на инсекти и животни, крволочност. Гледаме безброј болести и помори, торнада, урагани, поплави, земјотреси и вулкани. Нема хармонија, ред и мир во физичката креација. Апостол Павле тоа го кажува во Римјаните 8 глава, 21 до 23 стих, и пишува: самото создадение ќе се ослободи од робството на распадливоста при славното ослободување на чедата Божји, зашто знаеме дека целото човештво заедно со нас, целото создание заедно со нас стенка како во породилни болки, и не само тоа, туку и ние самите кои го имаме првините на духот, воздивнуваме во себе, очекувајќи посинување и откупување на нашето тело. Овде гледаме дека целата креација е во робство на распадливост. Се стреми и оди кон смрт, кон распадливост, кон деградација. И затоа креацијата стенка, воздивнува и чека ослободување. Ево тага, ево солзи. Во Псалм 98, 4 стих, 7, 8 и 9 стих, повика на земјата да направи нешто. И не само земјата, а целата вселена. Пишува: воскликни му на Господ, цела земја, запеј, радувај се и пеј. Нека шуми морето и се што го исполнува, вселената и сите што живеат во неа. Нека заплескаат со раце реките, заедно со горите, да се заредуваат пред лицето на Господ, зашто тој доаѓа да исуди на земјата. Повикани се земјата, морето, реките и целата вселена да направи нешто. Повикана е целиот универзум, целата вселена е веќе да не тажи, веќе да не плаче, веќе да не е обиткана во тага, туку да стане, да воскликне и да запее, да стане и да се зарадува, бидејќи Господ доаѓа да суди. Господ доаѓа да суди. И еден ден Господ Исус ќе дојде и ќе суди. Тој славен ден ќе биде кога Господ Исус ќе соедини со себе се и ќе донесе хармонија, ред и мир во целата физичка креација. Затоа е повикана целата вселена да се радува, бидејќи доаѓа ослободувањето, доаѓа спасот, доаѓа судот, доаѓа ослободувањето. Во Исаја 11 глава од 6 до 9 стих
Опишана е хармонијата и мирот кој ќе почне да владее во животинскиот свет во милениумското царство под Христос. Например, Исаја пишува во 6 стих: тогаш волкот ќе живее со јагнето, леопардот ќе лежи заедно со јаре, телето, лавот и волот ќе бидат заедно, мало дете ќе ги води, кравата ќе пасе со мечка, нивните млади ќе лежат заедно, лавот ќе јаде слама како волот, новороденче ќе си игра над змиина дупка, дете ќе ја протега раката кон змииното гнездо. Нема веќе да прават зло и штета по целата моја света гора, зашто земјата ќе биде полна со познавањето на Господ, како што водите го полнат морето. Значи, ова соединување или обединување ќе достигне целост или полнота на целата физичка креација во новата неба и новите земја. Значи, до сега видовме 5 вистини, 5 елементи што вклучува ова соединување кој Христос го прави. Првата беше Христос го соединува човекот со себе си во спасението. Втората вистина е Исус носи единство меѓу човек и мноштво на луѓе, групации на луѓе заедно. Го трга непријателството, немирот и насилството. Христос ја соединува и ќе ја соедини целосно црквата, која е колекција на многу племења и индивидуи, и ќе донесе хармонија и мир во целата духовна и физичка креација. Една работа што сакаме да се прашаме е како е можно ова да се случи? Како е можно Бог, кој е бескрајен, бесконечен, безграничен, да се соедини со конечни и лимитирани битија, како човекот и ангелите? Како е можно? Очигледно е дека со човекот и со ангелите ова е невозможно. Не може конечно битие да го дофати бесконечниот. Не може гранично битие да скокне од своите граници и да го фати безграничниот. Но со Бог може. Бог е тој што го прави ова соединување. И начинот на кој го прави е Бог зима човекова природа на себе. Христос преку инкарнацијата зима човекова природа и станува една личност со две природи. Една личност со Божјата природа и една личност со човечката природа. И во човечката природа, и ова е затоа уникатно, човечката природа е уникатна во тоа што во неа се наоѓаат и материјалната димензија и духовната димензија. Материјалната димензија во човекот ја представува целата материјална креација. И духовната димензија, неговата душа, ја представува целата духовна креација, вклучувајќи ги ангелите. Човекот кој е поставен и создаден да биде врховен владател над целата физичка креација и над целата духовна креација, дури и над ангелите да владее, во него ги има двете креации. Човекот е мал космос од две креации. И затоа Бог ја зима човековата природа, да Христос преку неа може да ги соедини во него овие две креации. Теологот Томас Гудвин пишува, отворен цитат: природното битие на човекот е олицетворение на сите, центарот на два света, високиот и нискиот, на елементарните, вегетативни и чувствителни суштества. Човекот е малата идеја на сите видови и работи. И оваа голема идеја, Синот Божи и Божјата слика заедно се венчаа, среќен спој покажаа, што ги доведува Бог и сите суштества на тој начин,
во една личност. Затворен цитат. Значи, Божиот Син, преку зимањето на човекова природа, во себе, како Бог човек, може да го соедини целиот свет. Целиот универзум да стане едно во него. Другото прашање што сакаме да го прашаме е зошто? Зошто Бог соединува и целиот космос и универзумот со него? Зошто? Каква потреба има да биде соединето целата создадение, целата креација? Каква потреба има Бог тоа да го направи? Целта и стремежот на Бог во Христос е преку ова соединување на целата креација е тој да се најде себе си во се. Целта и стремежот на Бог во Христос е тој да се види себе си, да ги види своите екселенции, својата комплексност, својата убавина, својата слава во се. Затоа Бог соединува и ќе соедини се преку Христос во него. За тој да се најде себе си, да се види себе си и да се прослави себе си и својата убавина во сите работи. Значи, да сумираме, во овој стих видовме дека мистеријата или тајната која е сокриена во 10-тиот стих е откриена. И таа мистерија или тајна, која е една од тајните кои се откриени во Новиот Завет, е дека Бог ќе соедини и обедини се во Христос еден ден. Во исполнувањето на епохите или на сезоните, при кулминацијата на крајот на времето, Христос ќе соедини се во себе. Ќе донесе целосна хармонија, мир и ред во цела физичка и духовна креација. Значи, уште еднаш видовме дека ова единство вклучува соединување на човекот внатре, тоа беше првата вистина, вклучува единство на човек со човек и групи на луѓе, вклучува единство меѓу црквата, како колекција на многу народи, и носи обединување во целата духовна и физичка креација. И сега ќе преминеме на примена. Ќе има 3 премени од стихот. Ќе видиме што значи стихот за нас, како може да го примениме ова. Првата примена е Христос, гледаме дека е посебен. Е посебен. Како верници ние гледаме дека сме дел од овој грандиозен, масивен дизајн. Од овој план, од оваа оркестрација кој Бог ќе има отпочнато. Дека сме посебни во неговите намери, сме уникатни. Бог одлучил да не земе и да не соедини со Христос. Да станеме едно со Него. Да сме дел од овој грандиозен дизајн и оркестрација на сите работи. Неверојатно. Ние кои сме мали, слаби, како мравки, помали од мравки, во споредба со Бог, Бог одлучил да бидеме соединети со Него. Но кој е овој со кој сме соединети? Кој е овој со кој сме обединети? Тој е Логосот, владечкиот принцип на целиот космос, алфа и омега, почеток и крај. Тој е вечната фонтана од која се извира и кон која се враќа. Тој е главата, супериорниот владател, најдрагоцениот диамант, најголемото богатство што може некој да го поседува. И затоа сите стануваат во рајот, и ангелите, и човекот, и му даваат слава, чест и величие и викаат: достојно е јагнето кое беше заклано, да добие сила, чест, величие, благослов и богатство. Достојно е. Толку сме благословени и привилегирани што сме обединети
со Логосот. Христос е толку вреден, толку скапоцен, толку драгоцен, бескрајно и супериорно убав. Нема никој како него. И ние кога ја гледаме оваа убавина, барем искри, барем сенки од оваа убавина, од оваа длабочина, од оваа драгоценост, одговорот е, му даваме се на Исус. Тој даде се, нас да не откупи, и ние сега му даваме се. Се му даваме. Ништо не задржуваме назад. Дейвид Брейнард бил американски протестантски мисионер од 18 век, кој го посветил својот живот на конверзија на домородците американци во христијанството. Брейнард починал 1747 година на млада возраст од 29 години, се смета најверојатно од туберкулоза дека починал. И неговиот дневник се смета за класика во христијанската литература и има влијаено на многу мисионери во светот. И во неговиот дневник тој нуди увид на неговата вера, борби и посветеност во неговата мисионерска служба. Ја ќе прочитам два цитати од дневникот. На август 12 тој пишува вака: Сигурно Бог е достоен за моите највисоки наклонетости. Бескрајно е разумно да го направам мојата врвна цел и да живеам за него за секогаш. Копнеам да бидам се повеќе целосно посветен на него. Во јанари 20 ден го пишува следното: Мојата душа копнееше целосно да му се посветам на Господ. О, да можам да му посветам се мое на него и да бидам целосно негов. Ова е сето враќање што можам да го направам. Копнеам да сум потрошен и да бидам потрошен во неговата служба, да го прославам со сите мои сили на тело и на ум. Кога гледаме таква слава, таква убавина, таква драгоценост, таква посебност, дека Христос е уникатниот кој го обединува целиот универзум во него, ние не можеме а да не му дадеме се на него. Не смееме да живееме за себе. Не смееме да живееме за себе, туку само за оној кој умре за нас и воскресна. Мораме се да му дадеме на него. Тоа е нашата желба, нашиот порив, нашата среќа. Ричард Бакстер, пасторот, исто така пишал, отворен цитат: Ако славата Божја и среќата на црквата не ти се целта, ти не си христијанин. Ако живееш за себе, се бараш себе си во се што правиш, си удоволуваш себе си во се што правиш и црпиш најголема радост, задоволство и сласт од само земни работи и овој грешен свет и од телесни задоволства, и само од тоа, а не од Христос, не од неговиот збор, не од црквата, не од служба кон него, како можеш да се наречеш дека си христијанин? Ако твојата најголема сласт и задоволство и порив за тоа што живееш се земни работи, овој грешен свет, твоите телесни задоволства, а Христос ти е некој додаток тебе да ти помогне во твојот живот, како можеш да се наречеш христијанин? Не, Христос бара да му дадеш се на него. Да бидеш ти последен, а тој да биде прв. Тој да биде врвот околу што се врти. Втората примена е Христос е центарот. Христос е центарот. Тоа го гледаме од стихот. Дека центарот околу кој Бог ќе соедини се е Христос. Ние не сме центарот. Човекот не е центарот околу кој се врти. Не се врти светот околу нас. Може ние да се мислиме дека се врти, може да сме заблудени дека се врти, ама светот не се врти околу нас.
Светот се врти околу една личност. И само една личност. А тоа е Христос. Тој е центарот, тој е фокусот, тој е важниот, тоа е сумацијата. Се е оркестрирано, наредено, поставено, водено за него. Тој да биде издигнат, тој да биде прославен, тој да биде обожаван. И кога тој е издигнат, кога тој е обожаван, кога тој е возвеличен, човекот кој е соединет со него, наоѓа најголема радост, најголемо задоволство и најголемо уживање во издигнувањето на Христос. Не во издигнувањето на себе си, туку во издигнувањето на Христос. Мојата кулминација, исполнување и реализација наоѓам кога Христос е мојата реализација и исполнување и се, и мојата кулминација. Прашањето е дали Христос е центарот на твојот живот. Дали се во твојот живот се врти околу него? Или не? Дали се у твојот живот се врти околу тебе? Околу некој друг? Околу некоја земна работа? Поентата е центарот на нашиот живот треба секогаш да е Христос. Тој да е центарот. Зошто тоа е вистината. Се околу него се врти. Тоа е сонцето околу кој сите планети се вртат. Третата примена е причина за живот. Причина за живот. Дали ја бараш причината на твојот живот? Дали некогаш си се прашал која е причината на мојот живот? Зошто живеам? Зошто постојам? Зошто сум овде во црквата? Зошто работам? Зошто спијам? Зошто јадам? Зошто? Која е причината на мојот живот? Која е целта? Знај дека сите работи, сите ентитети, од најмалото зрнце песок до најголемата планина, најмалата капка вода до најголемиот океан, најмалиот атом и честица до најголемата галаксија. Се постои за Христос. Се постои за него. Се наоѓа причина, цел, кулминација во Христос. Се постои за него. Се е создадено за него. Дали знаеш и дека ти си создаден за него? Ти си роден за него и си одржуван на земјата за него. Дадено ти е здив, дадено ти е енергија, дадено ти е капацитет за него. Дали ти тоа го гледаш и го сваќаш е друга работа, но си создаден за него. Постоиш за него и што побрзо тоа го сватиш, толку полесно ќе ти биде. Што побрзо ја разбереш причината на твојот живот, зошто си тука на земјата, толку полесно ќе ти биде. Причината на твоето постоење е Христос. Веќе нема потреба да ја бараш. Христос е причината на твојот живот. Прашањето е дали е Христос причината на твојот живот? Дали живееш за него? Дали Христос е енергијата, мотивацијата, силата, движечкиот погон која тебе те движи? Или е нешто друго, нешто трето, нешто пето? Џон Пајпер во неговата проповед "Него троши твојот живот", има исто и книга "Него троши твојот живот", кажува една вистинска сторија. Историјата е следна. Отворен цитат. Пред 3 недели добивме информација во нашата црква дека Руби Елисон и Лора Едвардс загинаа во Камерун. Руби имаше 80 години, сама цел живот. Таа го истураше својот живот во една голема работа. Да го направи Исус Христос познат меѓу недопрените, сиромашните и болните. Лаура беше вдовица, лекарка, имаше 80 години и служеше како помошничка на Руби во Камерун.
Тие возеа и наеднаш кочниците попуштија и тие отидоа преку Карпата во провалија и веќе ги нема. Загинаа веднаш. Ја ги прашав моите луѓе од црквата, дали е ова трагедија? Два животи, водени од една голема визија, поминати во непопуларна служба на сиромашните кои умираат за слава на Исус Христос, 2 децении откако речиси нивните американски врснички се пензионираа да ги фрлат своите животи на ситници во Флорида и Ново Мексико. Не, тоа не е трагедија. Тоа е слава. Сега ќе ви кажам што е трагедија. Ќе прочитам од Reader's Digest што е трагедија. Боб и Пени пред 5 години се пензионираа од своите работни места од североисточниот дел на Америка. Тој имаше 59 години, а таа 51. Сега тие живеат во Понта Горта, Флорида, каде крстарат со својот 9-метарски брод, играат софтбол и собираат школки. Затворен цитат. Што ќе му кажеш на Исус на судниот ден? Што ќе му кажеш на Исус на судниот ден? Еве ги моите школки. Еве што направиш со мојот живот. Собирав школки. Еве ги. Кога илјадници пред твоите очи пропаѓаа и тоне у пеколот, ти собираше школки. Кога илјадници покрај тебе се давеа во гревот, се давеа во овој грешен свет, се поклонуваа на ѓаволот, ти безгрешно си собираше школки по плажите. Радосно, безгрижно си собираше школки. Дали Христос е причината на твојот живот? Дали живееш за Него? Дали Тој е твојот центар? И си спремен да дадеш се за Него? Да се помолиме. Господе, ние најпрво сакаме да се покајаме за нашите гревови, да се покајаме што сме многу далеко од Тебе, што Ти не си нашиот центар, не си нашата причина за живот, туку во нашиот ум има други планини, други идоли, други центри, други причини за живот. Ти не си. Или си таму негде далеко. Не може ни да те видиме, си скриен, си мал. Опрости ни, Боже, што сме утнале причината на нашиот живот, сме гутнале центарот. Опрости ни и доведи не пак до Тебе. Доведи не да видиме дека центарот на светот, центарот на универзумот, сонцето околу кој се врти, си Ти. И доколку нашите животи не се во тој центар, доколку Синот не е сонцето на нашиот живот, ние живееме во конфузија, во неред, во хаос, во грев. И не е чудно што немаме среќа и радост, не е чудно што сме незадоволни, не е чудно што сме мизерни и се распаѓаме. Опрости ни, Боже, имај милост заради Синот Твој кој умре и воскресна. Измине преку Твојата крв и биди Ти и стани Ти уште еднаш центарот на нашиот живот, причината на нашиот живот. Дај да видиме, Боже, неверојатни длабочини и убавини од Христос и да му дадеме се на Него, да го потрошиме нашиот живот за Него и Тој на крај да ни каже: добро сторено, верен слугу, браво, искористи тоа што Ти го дадов за мене, за моја слава.
за моето царство, за моето име, за мојот збор. Се бореше во светот да спасиш грешници кои тонеа. Беше мој војник, мој слуга. Промени не Боже и смени не и скористи не да направиме влијание во овој живот, во овој свет, да спасиме луѓе преку Твојата милост, Твоето Евангелие. Ти да бидеш прославен, Ти навистина да бидеш обединувачкиот фактор на се во нашиот живот и во светот. И во Твоето име се молиме. Амин.